Со меѓусебна кавга заврши денешниот протестен марш на стечајните работници од Велес. Неколку стотини стечајци од поранешните големи фабрики, како Порцеланка, Топилница, Нокатекс, Лозар, се собраа да го изразат својот револт што и по 2 децении не можат да се ги наплатат за останатите плати, за кои имаат и извршни судски решенија. Откако пристигнаа на платото пред Велешкиот суд, собирот се претвори во политички митинг. Политички говори држаа лидери на помали партии кои ги повикуваа стечајните работници на следните избори да гласаат за нив, оти тие ќе им ги решеле проблемите. Дојдена сум да ви дадам надеж. Надеж постои и верувајте, има честни луѓе во оваа држава. 12 април мора конечно да го дадеш гласот за своите представители. Дел од присутните почнаа да негодуваат на политичките обраќања, го обвинија организаторот на протестот кој се представи како независен синдикат на лица со посебни потреби Нова Ере, дека им наплатил по 900 денари за членство, а доколку некој не им плател, синдикатот немало да ги застапува. Они ни бараат да бидеме членови во независен синдикат. Не сакам да бидам член, си ги сакам правата. Па моите пари се. Па нели си за Македонија, бе, другар? Нели сме праведни? Нели сме срамота? колеги, колешки Нели сите? сме праведни, нели сме собрани тука за правда? Работникот како ќе добие права? И сол за Грчева. Што е дојдена? За гласови и собирање, срам да ви е. 400 души ти имаат дадено по 900 денари. Зашо ви се тие пари? Председателот на Нова Ере, Маријан Зафиров, вели дека со парите се плаќало функционирањето на здруженијето. Овие пари се за членарина, за членарината, која што се заплаќаат кирија, телефони, остатови. Значи, На крајот на протестот, на инсистирање на новинарите, Зафиров се обиде да објасни кои се барањата од протестот и до кого се упатени. барањата се да судот не слушне, да општината, да јавното обвинителство не слушне, да слушнат народот дека и јавните институции дека си ги бараме своите права. Од тој дел, на тоа е тоа сето. Велес е еден од најпогодените градови од транзицијата. По затворањето на неколку големи фабрики, без работа останаа речиси 10.000 работници, а дел од нив се уште не можат да си ги добијат за останатите плати.